Пред некој ден разговарав со еден мој пријател за тоа дека Македонија не е добро место за живење, дека има криминал, дека многу се краде, дека нема луѓе. Секако не е баш сјајно. И сега сакам да ве мотивирам и да ви кажам дека тоа не е така. Точно дека не е сјајно, дека не е се сјајно, но сметам дека Македонија е земја на можности. Македонија е земја на можности. Зошто? Затоа што кога ние вака размислуваме, тоа е негативно размислување и тоа не е добро. Затоа што ваквото размислување не прави жртви на лошите луѓе, на тие што крадат, на државата. Многумина велат дека државата е крива, нема работа, се краде. Значи, Македонија не е добро место за живење. Јас сметам дека тоа не е така. Македонија и како е добро место за живење. Македонија, сакам да ви кажам дека Македонија е земја на можност. Земја на можности. Кога ние размислуваме вака негативно, ставаме запис во квантното поле, а знаеме дека се е енергија, според најновите научни истражувања, науката вели дека се е енергија, дека се е составено од атоми и дека ние вибрираме. Како вибрираме? Доколку вибрираме негативно, ние ставаме запис во квантното поле и се приклучуваме на таа фреквенција и привлекуваме секогаш негативности. Размислуваме негативно, се приклучуваме на фреквенција, на ваква негативна фреквенција, односно фреквенција на стравот, таа е основна фреквенција, во сите нејзини варијации, и тога ставаме запис во квантното поле, тоа го меморираме и со нашите емоции, бидејќи емоцијата е магнетен полнеж во квантното поле, си привлекуваме негативен настан. И секогаш тоа се случува, како во еден круг. Мислиме негативно и тоа не се случува. Затоа, ние не треба да размислуваме на тој начин. Тоа е негативно уверување. Не треба да имаме вакво уверување дека Македонија не е добро место за живење. Напротив, треба да почнеме да се потрудиме да размислуваме на еден малку подруг начин, малку по-позитивен начин, за да ставаме позитивен запис во квантното поле, да се приклучиме на фреквенција на љубовта, која е фреквенција, основна фреквенција на изобилието, и да почнеме да привлекуваме изобилие. Тоа е многу важно. Затоа, не размислувате на тој начин, размислувате малку позитивно и ќе видите како ќе почнете да привлекувате изобилие. Нашата подсвест тоа ќе го прифати, ќе почнете да ги гледате работите на еден подруг начин, ќе почнат да ви се покажуваат можности, да гледате можности во секоја работа, и тоа ќе се случува со вашиот живот, ќе почнете да привлекувате изобилие. Тоа е многу интересно. Пробајте, ќе видите. Тоа е наука, многу интересно нешто е тоа. Затоа не размислувате негативно, почнете да размислувате позитивно, и не само да размислувате позитивно. Доколку само размислувате позитивно, многу луѓе сакаат да имат убав живот, размислуваат позитивно, но не добиваат ништо. Зошто е тоа така? Затоа што не ги вклучуваат емоциите. Сакам да ве потсетам дека мислата е електричен полнеж во квантното поле, а емоцијата е магнетен полнеж во квантното поле. Затоа, доколку размислувате позитивно, потрудете се да ја вклучите емоцијата, да се чувствувате така во изобилие, и тогаш ќе привлекувате изобилие. Ова е мојата мотивација денес за вас. Затоа, почнете да размислувате на друг начин
И тоа се случило за неколку дена. Тоа е многу моќно нешто. Енергијата е многу моќно нешто. Значи, вклучувате мисла, електричен полнеж во квантното поле, вклучувате емоција, тоа е магнетен полнеж во квантното поле, со позитивна мисла и со емоција, како да се чувствувате така како тоа веќе да сте го добиле, настанот се случува за многу брзо време. За неколку дена може да направите промени во вашиот живот. Ова е мојата мотивација за денес, за вас. Размислувате малку на подруг начин и ќе го добивате тоа што го сакате. Поздрав и имајте убав ден!